Собранието со мнозинство гласови го избра Ненад Савески за нов државен јавен обвинител. Вице-премиерот Александар Николовски во образложението на предлогот на владата, тој да биде начело на јавното обвинителство, рече дека очекува да работи на враќање на довербата во оваа институција. Савески е професионалец докажан во својата работа, истакна Николовски. Не случајно нема разговор, нема дебата, каде што нема сериозни критики за обвинителско-правосудниот систем, како што не случајно рейтингот на овие две институции е некаде околу 2%. Тоа ќе е сериозна задача за новиот јавен обвинител. Пратениците од Европскиот фронт Скендер Реџепи, Илир Хасани и Халил Снопче истакнаа дека од Савески очекуваат повторно да ги отвори случаите на болницата во Тетово, за малиот Алмир, Монструм и Алфа. Реџепи рече дека не е против предлогот за новиот јавен обвинител, но нема да го поддржи се додека не покаже дека ќе се зафати со овие случаи. Идниот обвинител да просведочи дека навистина ќе биде обвинител на сите граѓани. Бидејќи овие два случаи, случајот Мостра и случајот Алфа, се луѓе кои се уште, значи, и имат служат доживотен затвор. Луѓе кои се уште, значи, нивната драма на Маки продолжува. Очекување од Савески изнесе и Малиша Станковиќ од Социјалистичката партија, која е во коалиција со власта. Тој рече дека Савески е храбар човек штом се нафаќа да раководи со институција со 2% доверба. Тој прво треба да го расчисти сопствениот двор, но побара и да се зафати со олигарсите. Од господинот Савески и јас лично, а сметам дека и граѓаните очекуваат да се зафати со високиот криминал, со олигархијата во државата. Банки, осигурителни компании, офшор фирми, разноразни финансиски друштва и фондови, градежна мафија и ред други работи. Иако немаше одредени критики кон новиот јавен обвинител Савески, Јована Тренчевска од СДСМ рече дека власта сака од него да направи собствен слуга. Најголемата опасност не лежи во биографијата, туку во намерата на власта да го претвори обвинителството во продолжена рака на политиката. Актуелната политичка офанзива на ВМРО-ДПМН, која ќе кулминира со изборот на Ненад Савески за нов јавен обвинител и поднесувањето на новиот предлог закон за јавно обвинителство, представува дефинитивно обид за воспоставување партиска контрола врз прогонот во земјата. Ненад Савески во интервју за МИА дадено пред неговиот избор, рече дека нема да води селективна правда, бидејќи за него сите предмети се важни, ниту пак ќе има предмети во фиока. Како приоритети најави дигитализација во работењето на обвинителството, како и поголема отчетност и транспарентност. Рече дека ќе работи на подобрување на условите за работа, бидејќи, како што истакна, не може сиромашна институција да се бори против богатиот криминал.